концерт и 2000-та, веднаш година потоа, со победа против Водол Работнички во Скопје. Се случи лани по 12 годишна пауза за тимот на МЗТ во овој спортски центар во Борис Трајковски. Многу е близко да се случи и оваа година. 77-69, минута и 16 до крајот на оваа среда. Прецизен е Дамјан Стојановски. Реков и порано се издвојува како главен фаворит за MVP наградата. Исклучително ефикасен денеска, особено во завршните моменти, кога Куманово притискаше со последни сили да се врати, да се обиде да изедначи, да го стигне благото едноцифрено водство на МЗТ Скопје. Во тие моменти Дамјан Стојановски ја превземаше одговорноста на себе. Еднаш порано по еден од надпреварите, не можам точно да сетам кој беше, од АБА лигата, токму тоа и го кажа Алеш Пипан. Цела година посветуваме многу внимание токму тоа да стане Дамјан Стојановски кошаркар кој што ќе биде човек на одлука, кој ќе преземе одговорноста во завршните моменти, кој ќе може да реши надпревар. Неговиот талент е несомнен, неговите квалитети ги има повеќе години покажувано надазад, веќе во форма, веќе во својство на лидер на силна екипа каква што е МЗТ Скопје. Ќе видиме дали тој ќе добие MVP наградата. Со 20 поени е најпрецизен кошаркар на теренот. Меѓутоа тука некаде меѓу оние, да речам, подобрите се уште и Ѓорги Чековски, Борис Бакич и Тодор Гечевски секако. Последни секунди на надпреварот и Куманово веќе не брза. Тука некаде ќе виде крајот, 10 е разликата. Секоја чест за Кумановски мора да се каже. Одиграа брилјантен турнир. Ќе жалат, нема да кажам не можат да жалат, секако дека ќе жалат затоа што дојде само чекор до трофеј, меѓутоа од друга страна секако ќе завршат со први медали во клубската историја. Нема Куманово стигнато до финале досега. Ова е огромен успех, особено ако се земе во предвид како стигнаа до него. Онаа четвртфинална победа против екипата на Лирија во надпревар кој заврши некаде 30 на минути по полнот, па по оној триумф против Кожук, кој го совлада, иако губеа со 19 скоча разлика, за сега да паднат пред МЗТ Скопје. МЗТ од друга страна убедли против Струмица, не дозволи никакво изненадување. Последни секунди се ова од надпреварот. Не може да држи топката до крај МЗТ, меѓутоа се останат само пар секунди и веќе честитки за кошаркарите на МЗТ по онаа моќна игра вчера против Пени Индустри. И покрај тоа што во ниту еден момент не водеше кој знае колку убедливо, постојано ја контролираше играта МЗТ Скопје до оваа извонредна стабилна партија на избраниците на Алеш Пипан во ова финале од 21-виот куп. Тука е и конечната сирена, крај на надпреварот, конечен резултат. МЗТ Скопје Аеродром Куманово 79-71. МЗТ го освојува својот 6-ти куп трофеј во клубската историја. Апсолутно е заслужено ова славие на кошаркарите на МЗТ. Секако дека заслужено ќе слават и Емили, навивачите на МЗТ Скопје Аеродром. Притисокот беше на нив, го земаа целиот, го прифатија и стигнаа до резултат кој што ги запишува 6-ти пат во историјата на ова надпреварување.